Финансиска помош, даночни олеснувања, субвенции, одложување на обврски по основ на кредити, но не и минимална плата за сите. Земјите од регионот сериозно му помагаат на стопанството, но во ниту една според досега објавените податоци нема мерка од типот на она што ја предложи лидерот на СДСМ Зоран Заев, каде бара сите вработени во јавната администрација да добиваат намалена плата од по 14.500 за април и мај. Сите функционери и раководители одат на минимална плата. И покрај ваквиот факти низата критики од синдикатите, бизнисот па дури од владиниот партнер ДУИ, од СДСМ вела дека мерките биле патриотски чин. Овие мерки се чин на патриотизам, затоа што патриотизам е да се зачува секое работно место, патриотизам е да се обезбеди минимален приход за секој граѓанин на Република Северна Македонија, затоа што само солидарни, одговорни, храбри, спремни и одлучни да се соочиме со овие сериозни предизвици, ве уверувам дека само така може да излеземе како победници. Во меѓувреме се огласи министерот за економија Крешник Бектеши, кој рече дека нема да поддржи никакво намалување на платите на работниците, и од алтернатива на Африм Гаши вела дека нема да поддржат мерки кои што се штетни за граѓаните. Остра реакција за предлогот стигна и од Алијансата за албанците. Мерките што се предложени од господинот Заев, апсолутно не се согласувам и му препорачувам да не ги аплицира. Луѓето се во огромна криза. Значи во оваа ситуација може евентуално да направи тие што имаат над 40.000 денари плата, да им се смали 5%. На тие што имаат над 50.000 денари, нека биде 10%. На нас функционерите, нека ни направи минимална плата, не за 2, за 4 месеци. За сите тие што се во управни одбори, на сите нека им прекине до 0 денари. Паралелно Алфа истражуваше за земјите од регионот па и пошироко, и според досега објавените податоци, ниту една мерка нема кратење на платите во време кога е најпотребно. И додека сите земји предлагаат, но и усвојуваат низа мерки за спас на своите држави, нашата влада се уште чека на нивно усвојување. Бугарската, српската, албанската влада излегоа со сет мерки. Тие вклучуваат одложување на плаќањето на даноци на граѓаните за 60 дена, плаќање на данок на добивка со 30 дена за доснување, компензација за сите оние кои што ќе бидат привремено отпуштени од работа, како и надоме за порастот на цените на струјата. Во меѓувреме другите држави веќе имаат усвоено првичен сет мерки за помош на бизнисите. Например, Шпанија, Италија, Данска и Грција го одложија плаќањето на ДДВ од 1 до 6 месеци во зависност од државата. Грција, Британија и Франција го одложија плаќањето на другите даноци и придонеси, додека пак Кина, Индонезија, Тајланд и други држави решија да ги поддржат медицината, туризмот, хотелиерството со секторски мерки. Субвенции за компаниите предвиделе досега и Германија, Франција и Британија.